Екипата на телевизија Алфа ова утро се наоѓа пред Центарот за поправки Ништо ново во општина Киселавода. Центарот за поправки функционира веќе еден месец во рамки на проектот Екосистем за екоиновации и циркуларна економија на Западен Балкан. Ова утро наши ваш соговорник е Антонио Даниловски, проектен координатор на овој проект. Антонио, добро ви утро. Ви благодарам што ова утро не пречекавте овде пред Центарот за поправки Ништо ново во општина Киселавода. Честитки за отворениот центар. Ова е нешто што на сите нас ни треба, нешто што е од огромна корист, а поводот е работилницата која што ќе се случува на 23 мај, работилница за рачно шиење. Пријавувањето е веќе завршено, бидејќи интересот е огромен, можностите се тие. Еве сега за оние кои што можеби сега дознаваат за каква работилница станува збор, ама добрата вест е дека ова ќе продолжи. Така. Значи, како што напомнавте, на 23 мај имаме работилница за рачно шиење со модниот дизајнер Ирина Тошева. За жал, како што кажавте, ограничени сме на 10 луѓе, а имавме повеќе од 70 апликации за самата работилница. Морам да охрабрам дека ќе имаме работилници за текстил во иднина со Ирина, значи секој месец ќе настојуваме да има работилници за текстил. Сега може ќе биде измена дали ќе биде рачно шиење, дали ќе биде машинско шиење, дали ќе бидат креативни работилници, но сепак има работилници во текот на месецот. Конкретно оваа работилница што ќе вклучува? Да, оваа работилница, бидејќи претходниот месец имавме за машинско шиење, оваа работилница вклучува рачно шиење, каде што луѓето ќе можат, граѓаните на град Скопје, на општина Киселавода, на сите општини на град Скопје, да донесат свој парче текстил и да научат како треба поправат, дали да го закрпат, дали ја зашијат копче, дали ќе треба да направат печинг, тоа за завишијат дупка и други работи. Одлично, значи да не мора да носиме се нешто на Шнајдер, можеме да се научиме самите. Овдека позади нас се гледаме дека има и работилници за поправка на велосипеди, таа е на 30 мај, и работилница за поправка на електрични тротинети. Нешто што сега периодов нели ќе биде актуелно. Ајде да ги најавиме и овие работилници, до кога е овде пак пријавувањето и дали сме и овде лимитирани со бројка? Вака, кај работилницата за велосипеди и тротинети, електрични тротинети, сме ограничени на 6 луѓе по работилница, бидејќи сепак просторот не дозволува толку. Овие работилници ќе ги пуштиме во текот на оваа работна недела за нивното пријавување. Кај работилниците, обично нашиот потик кај работилниците, каде што искусни мајстори го пренесуваат своето знаење. Значи, на овие работилници луѓето ќе треба да научат, граѓаните, ќе треба да научат како да ги поправат своите велосипеди и тротинети. Во нашиот центар за поправки Ништо ново, ние ги охрабруваме граѓаните да научат како да го одржуваат својот велосипед и тротинет или како да прават поправки самостојно. Нашата цел не е да се донесе текстил или каков било друг производ, предмет да се донесе во центарот и да ни го оставите да го поправиме. Ние ги сакаме да ги научиме граѓаните како сами да ги одржуваат и поправаат своите предмети. Затоа и се вика Центар за поправки, нели? Кажавте дека ќе бидат пријавувањата во текот на оваа недела. Каде и како да се пријават сите заинтересирани? Тоа е, мислам дека многу важно. Обично повиците за пријавување за нашите работилници ги објавуваме на нашите социјални медиуми, подоцна на социјалните медиуми на Центарот за поправки Ништо ново, и на Facebook и на Instagram може да најдат како Ништо ново. Таму ги објавуваме сите повици за сите работилници и за моменталните и за идните, така што може да не следат на социјалните медиуми, ќе ги најдат сите потребни информации. Селекцијата како е? Дали прв пријавен, прв примен или? Така е, прв пријавен, прв услужен, бидејќи сепак кога се работи за голема бројка на пријавени, мораме сепак да искочиме на оние кои биле најбрзи во пријавувањето и обично идеме со прв дојден, прв услужен принцип. Интересот е огромен за овие работилници. Вие сте ново отворени, односно еден месец, ама проектот е веќе од подамна. Ние и во рамките на нашата утринска сме го најавувале неколку пати. Сега сме на лице место дека тоа веќе профункционира. Дали вие во план во иднина можеби и во останатите општини, бидејќи вакво нешто мислам дека е потребно? Вака, ние ги охрабруваме сите градоначалници моментални во град Скопје, а и во Македонија, доколку имаат интерес за да им помогнеме и да им објасниме како и што работи Центарот за поправки, доколку сакаат да го направат истиот концепт во нивните општини, ние стоиме на располагање. Моментално се наоѓаме во Киселавода, дека просторот е на општина Киселавода, е донација од општина Киселавода. Пак ја повторам, ние сме согласни и би сакале во иднина да имаме на ниво на град Скопје, така што стоиме на располагање за секоја помош.
Антонио, многу ви благодарам за овој разговор. Значи, останува на 23.5 да ги најавиме работилниците уште еднашка за рачно шиење, работилница за поправки на велосипеди и на електрични тротинети денот потоа. Така. На 30, значи вака на 23 имаме работилница за рачно шиење. За жал таа е веќе затворена поради големиот интерес. На 30 мај работилницата за поправки на велосипеди ќе биде од 17 до 19 часот и работилницата на 31 за поправка на електрични тротинети која ќе биде од 11 до 14 часот. Ќе пуштиме пријава на нашите социјални мрежи во текот на оваа работна недела. Можат сите заинтересирани да се пријават и да не посетат и да дојдат. Дополнително може да кажеме дека ќе работиме и секојдневно, така што ги охрабруваме и сите. Натре во центарот има алати кои граѓаните можат секојдневно да ги употребуваат, така што можат сите граѓани на град Скопје да дојдат, да ги употребат алатите и да поправат свој премер. Доколку нешто не знаат, ние ќе им скочиме пресред и ќе најмеме мајстори со цел за да може да се направи таа поправка. Антонио, благодарам многу за разговорот, за одвоеното време. Посакувам многу успех и ќе ве посетиме повторно. Благодарам многу и на вас. Фала ви уште еднаш што дојдовте и ги охрабруваме сите граѓани да дојдат и да го посетат центарот за поправки. Благодарам.